помина доста време од кога не сум на ракометните терени и можам да кажам само дека едва чекам да започне надпреварот во среда. Мотивиран сум, за тоа не треба да се разговара. Чест ми е што повторно ќе можам да настапам во Лигата на шампионите после една година пауза. Така да мислам дека сме доволно спремни и имаме еден убав моментум после онаа последна победа и се надевам на еден добар надпревар во среда. Тие се, мислам дека повторно во топ 5 екипи во Европа. Имаат еден систем изграден кој неколку години веќе е истиот. Мислам дека доволно. Јас лично мислам дека останатите знаеме каков стил на ракомет негуваат. Раул беше тука и во репрезентација и во Вардар. Би ми ја препуштиле фаворитската улога на нив, меѓутоа нема лесно да продадеме кожата, така да мислам дека ќе даеме се од нас тука пред нашата публика. Имаме шанси, мислам да изненадиме некој во овие две домашни надпревари, па зашто не некој од овие 4, нели? Мислам дека имаме добар моментум сега. Тие доаѓаат малце уморни од европско првенство, така да мислам дека свежината ќе биде на наша страна. Сите добри работи треба да се земат од секој надпревар, лошите нели да се коригираат. Така и работиме и така се спремаме за секој надпревар. Добрите работи ги задржуваме, лошите ги коригираме и пробуваме да се подобриме да не ги повторуваме истите грешки. Така и за овој надпревар увидовме тоа што беше добро на првиот надпревар, тоа што беше лошо ќе го коригираме денес и утре и се надевам дека во среда ќе бидеме 100% спремни. Тие што се со имиња и презимиња, со многу медали освоени позади нив, меѓутоа на теренот победува секогаш подобриот, помотивираниот, тој што ќе посакува повеќе победата, така да без разлика, одиме без респект, ќе ми ја препуштиме фаворитската улога, меѓутоа одиме без респект и зашто, нели, да не се надеваме. Треба да веруваме во нас, во тоа што ние го работиме, го тренираме и мислам дека имаме реални шанси да направиме некој изненадување. Мислам дека е најтешко пред телевизија полесно, меѓутоа кога сте на трибина и знаете дека не можете да им помогнете на своите колеги, тогаш мислам дека е најтешко и едноставно некогаш и емоцијата ве понесува, сакате да скокнете во терен во некои моменти. Атмосферата беше прекрасна. Одигравме еден одличен надпревар и мислам дека тој ете некој почетен притисок што беше за тој прв надпревар, некако мислам дека го трнавме од нас и сега одиме понатаму. Мислам дека сме малце порастеретени и во Лига шампиони немаме некој посебен притисок, одиме да уживаме, нели, да се воигруваме што подобро и се надевам дека некој ќе успееме да изненадиме, а во македонското првенство одиме понатаму до тртаните цели. Во среда треба да биде празник на ракометот во нашиот град. Добро кажавте, доаѓа една од најдобрите екипи со најдобрите ракометари и не можевме да дојдеме до подобар тајминг на доаѓање, на нивно доаѓање после европското првенство. Значи мене искрено ми е драго што ќе дојдат Карабатич, што ќе биде тука во последна сезона, каде што можеби ќе атакува и на олимписко злато и можеби ќе кажеме дека пред 6 месеци беше победникот на олимпискиот турнир во Париз, гостуваше кај нас во нашиот град. Лигата на шампиони секоја година е поинтересна и појака, можам да кажем, али Париз е секогаш еден од фаворитите за освојување на таа Лига на шампиони. Сигурно дека ќе атакува да дојде до Final Four, ќе биде таа екипа кога ќе дојде на Final Four, таму сите се веќе некои фаворити и секогаш кажуваат дека таму шансите се 25-25-25. За секоја екипа се гледа како може да освојуваш на Лигата на шампиони. Имаат одлична екипа со многу брза транзиција, со добра полуконтра, со организиран брз центар и играчи од светска класа на секоја позиција и покриени добро. Така да мене ќе ми биде задоволство да се надпреваруваме со такви величини на играчи, со такви величини на клуб. Имавме тежок, да кажем, распоред. Во 3 дена игравме
две многу битни утакмици за нас, значи секоја утакмица со Вардар е своја историја и беше тешко и прво и за мене, а сигурно и за Вардар, да веднаш после подготовките од, да речем, и доаѓањето на играчите кои беа на европско и на афричко првенство, да во 10 дена да направиме една тактика и тоа се виде во првите моменти на мечот. Употребувавме некои работи кои ќе ги употребуваме со Парис Сен-Жермен, моравме да ја спремаме тактиката, да речем, за двете утакмици подеднакво. И подобар момент на Парис Сен-Жермен за нас не можеше да биде после победата на Вардар. Таа, значи, секој противник во лигата, во нашата лига, си има своја тежина, но самото име Вардар за нас има една огромна тежина. И клуб кој во последни 5-6 години беше 2 пати европски шампион и да играме со нив во една егал утакмица за на крај да извојуваме така добра висока победа, да ги израдуваме нашите навивачи и само со нивна помош можам да ветам, а знам дека ќе бидат сигурно исполнети, салата ќе биде исполнета до последно место, дека ќе имаме таков добар ветер во грб, кај што ќе можеме да играме да ги повториме игрите од последните 2-3 надпревари што ги имавме во Лигата на шампиони и со Киелце, и со Пик Сегет, и со Загреб, да играме на една топка. Јас знам дека салата веќе 2 дена пред надпреварот е распродадена, се бара карта повеќе и ова искрено некако ме потсеќа на тие денови, да кажем, ајде да се навратиме во историјата кога и ги игравме. Педистер играше во Сојузната лига во Југославија, па потоа тие утакмици во првите во македонското првенство, кога беше салата исполнето до последно место по утакмиците во европските купови. И знам дека и сега ќе биде така. И благодарен сум за нашата публика, која стварно јас ја чувствувам таа нивна енергија, ја чувствуваат сигурно и нашите играчи. И се осеќа тоа, верувајте дека се осеќа тоа и пораките, коментарите што ги добиваме пред и после утакмица се само еден импулс на наши идни победи.